Да, испративме професорката, а сега ќе имам чест да разговарам со две млади дами кои што се дел од еден проект кој што има социјално претприемништво за млади луѓе. Тоа е тема која што е многу актуелна во последно време. Во студиото се Анелија Митрова, која што е оперативен координатор на Младински сојуз, и Нина Јовановска е програмски асистент. Ги представувам моите нови гостинки во студиото. Ви благодарам што ја прифативте мојата покана. Фала ви за поканата. Ајде да откриеме прво или да дадеме една увертира што значи овој проект и за кого е наменет. Ќе почнам јас. Слободно. Овој проект е наменет за младите луѓе. Нормално, за младите луѓе. Меѓутоа повеќе е наменет за градење на екосистем и на градење на капацитети на локално ниво во сите 8 плански региони, да ги инспирираат, мотивираат да се дадат вештини и капацитети на младите луѓе, како да бидат предводници на социјалното претприемништво. Работиме со повеќе од 10 локални организации, каде што овие 10 организации пак работат со по 100 млади луѓе, кои што имаат за цел да отворат своји социјални предпријатија, односно првично да ги обучиме што значи социјалното претприемништво, колку е важно тоа за еден цел поширок екосистем и за локалната економија и солидарната економија на локално ниво, и понатаму да ги отворат овие социјални предпријатија и да имаат и поддршка од самата заедница, бидејќи кога се зборува за социјалното претприемништво, е малку поширок контекст од обичен бизнис. Добро, еве тогаш да поминеме со Нина, каков тип на предпријатија се тоа? Што треба да содржи тоа предпријатие? Да бидеме поконкретни. Станува збор за најразличен тип на предпријатија, затоа што некогаш социјалните предпријатија се гледаат само низ една призма, односно само низ призмата на социјалниот елемент. Добро. Меѓутоа, тие многу повеќе значат во однос на иновацијата, на иновативните алатки и слично, затоа што знаете, младите, барем нашата генерација, се по вредностите кои што ги носат се многу поразлични од претходно, и сега тие многу повеќе сакаат да зборуваат за дигитализација, за иновација, не само социјалното предпријатие да решава некаков проблем кој што постои од социјален аспект, туку да развива, развива и да носи нешто ново. Така што генерално социјалните предпријатија на кои што работат младите моментално преку нивните поддршката која што добиваат преку организациите и менторите со кои што работат, опфаќаат многу поширок аспект. Како што кажав, нели, покрај социјалниот елемент, тие изнаоѓаат некои иновативни начини кои што треба да ги донесат. Затоа што не го гледаат само за да се реши, например, проблемот со млади кои што имаат помал број на можности или ранливи категории и слично, туку и самото тоа и така и треба да биде поставено да носи некаква иновација. Ако може малку да се надоврзам. Ајде. Исто така има голем фокус, бидејќи генерација Z многу освестена во аспект на еколошката катастрофа која што не се случува, така што голем дел од предпријатијата или фокусот на младите се зелени предпријатија кои што го решаваат токму овој проблем. Добро. Следниот гостин е министерот за екологија, го најавив, за животна средина. Се надевам дека е пристигнат во нашите простори и сега од канцеларијата може да го слушне овој разговор, па ќе се надоврзам и со него на дел од темите. Колку, бидејќи кажавте, локалните самоуправи се во игра, колку имаат слух локалните самоуправи за овие теми? Ова е повеќе со локалните организации кои што ги градат капацитетите, но нормално дека мора да се функционира и да се соработува и со локалната самоуправа. Она што е генерално предизвик е тоа што нашата локална самоуправа е многу централизирана, не е доволно децентрализирана, за да може да ги даде своите ресурси кон младите и кон неформалното образование, кон обуките, така што повеќе еден да кажам институционален диалог, меѓутоа капацитетите и ресурсите сепак остануваат кај граѓанските организации, ние да ги градиме со младите. Чисто ми требаше дека
треба соработка и дали е административна, дали е бирократска, дали треба помош, нели, треба соработка и мислам дека во иднина треба самите локални самоуправи да го сватат социјалното претприемништво за едно општо добро. За едно општо добро и дека мораат да даваат средства и ресурси кон ваков тип на претпријатија, заради тоа што само така можеме да ги развиеме локалните заедници, да децентрализираме се надвор од Скопје и нормално младите да не се иселуваат од локалните заедници, бидејќи имаме различни, работиме и со поголеми градови, како што е на пример Битола, меѓутоа работиме и со многу помали заедници, Македонска Каменица, Валандово, дури во Скопје со тие што работиме со шоторизари, со Газибава железара, така што работиме со помали заедници, каде што локалните самоуправи се доста не се доволно децентрализирани за да можат да издвојат дел од својот буџет кон младите и кон развојот на социјалното претприемништво како такво. Тука само да се надоврзам дека апсолутно во моментов таквите капацитети кај младите ги градат директно граѓанските организации. Добро. Меѓутоа исто би се сложила со Анелија дека поддршката од страна на локалната самоуправа исто така многу значајна, затоа што сепак кога ќе се погледнат, на пример јас како човек кој што е привилегиран да биде во Скопје, да живее во Скопје, да ги има сите институции на дофат, буквално на 10 до 15 минути. Имаме голем број на млади кои што живеат во многу подалечни места, до кои што пристапот до ваквите институции и механизми за поддршка е многу отежнат. Па затоа доколку на некој начин се децентрализира и секоја самоуправа, односно локална средина си работи на зајакнување на сопствениот локален екосистем, тогаш ќе биде многу поприфатлива средината и многу подобра за младите, за тие да може да се развиваат, како што кажа Анелија, во своите локални средини. Може да ни откриете некои од проектите? Какви екосистеми се развиваат и кои се проектите? Еве видов дека има на пример во 8 локални хабови, во 8 градови се прават поддршки. Дајте ни некакви детали. Во моментот е во процес на градење на идеите, односно на развивање на тие бизнис канваси, бизнис модели. Сега има различни, некои се во средните училишта, односно градење на бизнис модели во стручните средни училишта. Баш интересно. Другиот тип е повеќе на креативно, кои што работат со рециклирање, ѓубриво, мода, дизајн. Значи има диверзитет на различни бизнис модели. Да речеме во Ландово отвараат предприемачки хаб кој што секој млад човек што има некоја идеја ќе може да биде дел од тој хаб, па да ги добие потребните капацитети, анализи, различните луѓе што се во различните организации да одат, да го посетат, да дадат своја експертиза на некој начин, така што покрај градењето на капацитета градиме некоја национална, да речем, мрежа на организации, на луѓе кои што го имаат ова знаење, што може после тоа лесно да го пренесат. Значи го градиме тој еден систем на поддршка кој што е еден од најважните, преку, да речем, работевме на еден барометар на мерење на екосистемот за социјално претприемништво и имаше првиот столб беше финансии нормално, меѓутоа вториот столб беше буквално систем за поддршка. Кои се системите за поддршка кои што се важни. И тука влегуваат нормално законските регулативи, стратегии и така натаму, меѓутоа многу е важно и соработката или посредништвото во целиот овој процес, бидејќи еве дури да има локална самоуправа што дава ресурси, да има институции што супер функционираат и ја даваат таа менторска поддршка, во многу случаеви не си има случајно, бидејќи работиме повеќе од 15 години на оваа тема, да не биде тоа добро прифатено од заедницата, односно да мисла дека е нешто добротворно. Ако е социјално претприемништво со предзнакот социјално, мисла дека е нешто добротворно или дека прават за некои ранливи категории, а не го разбираат контекстот на дека и ова е бизнис. Така. Истражување или за индекс на економско учество од 2024 година достигна највисока вредност од 74 до 79,4 од можни 100. Ова што го имам издвоено во однос на вашата тема и младите понатаму се соочуваат со значајни структурни бариери на пазарот на трудот. Кои се тие? Па најчесто
Она што е прво кога ќе стане збор за учество на младиот човек на пазарот на трудот, не е само во однос на недостигот на можности за вработување, меѓутоа дури кога постојат можностите за вработување, не е секогаш до крај дека младиот човек е подготвен целосно, односно ги има потребните вештини за да пристапи кон таа работа, затоа што најчесто фокусот се става строго само на формалното образование на младиот човек, меѓутоа не се обрнува внимание на компетенциите и вештините кои што треба да оди паралелно, и најчесто тоа се очекува дека треба да биде покриено од страна на неформалното образование, односно работата на граѓанските организации, организациите за млади и слично. И тоа е тема која што треба да биде многу зборувана. Иако претходната година, например, на европско ниво беше фокусот ставен на градење на вештини на младите, меѓутоа нашиот став е дека треба уште повеќе да се работи на градењето на овие вештини, затоа што секако за поздравување се нели сите мерки кои што државата и институциите ги овозможуваат за младите, за тие полесно и побрзо да пристапат до пазарот на трудот, како што например младинската гаранција, мерките на агенцијата за вработување. Една позитивна работа е тоа што например на локално ниво агенцијата за вработување им овозможува директна поддршка и работа со младите, меѓутоа од друга страна пак се јавува проблемот колку овие политики и мерки кои што се носат се вистински, да кажам, адаптирани за нашиот контекст и произлегуваат од потребите на младите, затоа што често, например, како што е случајот со гаранцијата за млади, често сакаме ние да превземеме некои примери од позитивни држави каде што тоа е имплементирано, меѓутоа истите не се адаптирани за нашиот контекст, односно не постојат податоци за млади за да може да се изградат мерките кои што би ги решиле тие проблеми за кои што и се нели направени во суштината, така што постојат многу предизвици за младите во денешницата кога пристапуваат во пазарот на трудот. Например, дополнително е сега целата дискусија со вештачката интелигенција, дали тие ќе избришат работни места и слично. Меѓутоа треба некако сите оние кои што работат на оваа тема и пошироко треба да го гледаат тоа како еден поприроден процес и да го извадат најдоброто од тоа, дури од самата вештачка интелигенција. Како поддршка плюс, а не дека може да не замени. Како таа да биде најголем поддржувач на човекот за да му ги олесни работите, а не да се гледа како целосна замена на истото. Ако гледаме некаква математика, младинската невработеност е на ниво 23%, што е многу повисоко од државите во Европската Унија. Во едно вакво време кога се бара работник повеќе, особено млада работна сила, што според вас е проблемот? Проблемот е самиот пристап до податоци, затоа што кога се прават овие анализи колку е процентот на невработеност, а колку луѓе се невработени, колку луѓе се иселени, ние никогаш не можеме да стигнеме до точните бројки. Односно, зошто е тоа така? Затоа што младите како категорија според законот од 2020 сега се од 15 до 29 години, меѓутоа Заводот за статистика се уште не ги води по таа категорија, така што еден од проблемите е пристапот до податоци и од тука со индексот успеавме да делуваме кон подобра сегрегација на демографијата млади во сите истражувања, сите податоци со кои што ги изнесуваме. Од друга страна, младите луѓе многу често веќе работат фриленс, работат за компании во странство, многу често не плаќаат данок тука, работат на различен начин, едноставно може би се тука пријавени како невработени, ние тој цел тренд немаме капацитет да го измериме. Колку луѓе се на вистина невработени, има голем дел што се иселени, а тука некако фигурираат, така што е една, да речам, зона каде што мора многу повеќе да се фокусираме кон податоците, за да знаеме дека што е реалност и кој е точниот број на млади кои што се во државата, па од таму да го извадиме точниот број на невработени. Каков е интересот за кај вас за овој проект? Младите има интерес во сите области? Има интерес, можеш не ти ако сакаш. Конкретно во овој проект индексот за младинско учество е повеќе насочен, да кажам,
кон политики за стапување, работа со институции и слично. Добро. Односно, поентата да се соберат податоците за младите луѓе, инаку индексот за младенско учество се мери од три аспекти, односно го покажува политичкото, социјалното и економското учество на младите. И целта е да се направат тие податоци затоа што, како што каже Анелија, нашата држава не само што се уште не може да ги препознае младите како категорија од 15 до 29 години, туку се поделени на, да кажам, претходната подолба која што од пред многу години. И токму заради тоа и не може да се процени, нели да се добијат точните податоци. Дури сме имале ситуација во која што кога сме зборувале во однос на политиките за младите, например сме ги прашале институциите дали се свесни колкав е целосниот буџет кој што се посветува на младите. Меѓутоа тука не зборуваме за пример инфраструктура која што е секако нели наменета за целокупното население, туку конкретно колкав број на средства и поддршка се предвидени за подобрување на состојбата на младите. Така што затоа и тргнавме со таква идеја и работиме на ваквото собирање на податоци. Меѓутоа, од друга страна, дали има интерес кај младите? Апсолутно има интерес, затоа што тие се на некој начин често испровоцирани од ваквите податоци за да бидат уште погласни за ситуацијата, бидејќи една да се разгледуваат податоците и мерките како нешто запишано на хартија или нешто што некој таму седнал и го составил и сега дека ова ќе биде за вас младите, а друга кога ќе ги седнат младите, кога ги знаат потреби. Да, така? И ќе ги прашате што е она што вас ви е потребно, каква е вашата ситуација и кои се вашите препораки за подобрување на истата. Така што апсолутно јас сум на става дека мислам од целокупната наша работа со младите луѓе во рамките на нашата организација можам да кажам дека апсолутно младите имаат интерес за ваквите работи, меѓутоа... А дали се прашани, ќе те прекинам, што им треба? Од наша страна? Од страна на креатурите на политики. Зависи од кого. За жал, ќе морам да бидам искрен и да кажам дека од страна на креатурите на политики има некакви напори, меѓутоа според мене не се доволни и младите не се доволно прашани за нивните потреби. Меѓутоа од страна на граѓанските организации, бидејќи можам да зборувам за таа перспектива како човек представник од граѓанска организација, тоа е нашата главна цел. Младите да бидат прашани, нашето мото е биди гласен ехо, што се однесува на младите да бидат активни чинители во сите сфери на општеството. Што се случува со вештините кај младите? Кои им се најпотребни и што им недостасува? Дефинитивно во моментот најпотребни се дигиталните вештини, иако генерација Z се родени со телефон и се дел од дигиталното време и цело време ги користат сите дигитални алатки, меѓутоа се уште им недостасуваат доволно вештини како да ги правилно ги искористат и како ги искористат во своја корист или како преку дигиталните вештини да изградат работни места за себе и како што ја гледаме дигитализацијата, сега и вештачката интелигенција, од ден на ден тоа многу брзо се менува, оди во различен смер и во различна насока. Од тука на младите има дефинитивно потребна поддршка во градење на дигиталните вештини, потоа иновација како бизнес вештини, бизнес модели, односно како веќе тој бизнес на економија или бизнес на социјални бизнес или социјална економија. Малку во Европа има еден нов термин сега, економија на влијание, односно како со нивните вештини, она што ќе го изградат, ќе има влијание за подобрување на глобално ниво. Така што вештини се уште се потребни, меки вештини, иако знаат, да речеме со телефон се да прават, меѓутоа меки вештини, комуникацијски вештини исто така, да речем, јас сум, да речем, 10 години повозрасна од нина или од луѓето што доаѓаат кај мене во организација и ние имаме многу повеќе социјални вештини едни со други. Кај нив тоа се стекнува со време и со работа, така. Се стекнува со време, меѓутоа затоа што сме цело време на телефони, веќе губаме изгубено оној да речам човечки однос, човечки контакт. Така што тоа се вештините за кои што они може да се изградат и да бидат репрезентативни на пазарот на труд, на кои што мораме заеднички координирано да соработуваме сите образовните институции, граѓанските организации, институциите, за да може
младите да се осеќаат посигурно и да може да изградиме онакви млади кои што се потребни за да изградиме економијата. За да се надоврземе и со Нина, се вели дека формалното образование не е доволно кај младите за да бидат комплетни во она што треба да го прават, потребни се практични, дигитални и предприемачки вештини кои што не се добиваат така лесно во моментов. Како вие како организации можете тоа да им го дадете? Па да, се слагам, затоа што еве јас како човек кој што го има поминато до некој степен формалното образование, сакам да кажам кога јас излегов од факултет и се реков супер сен или сега имам дипломата, меѓутоа што сега? Да, што сега? И најчесто заради самата конкуренција која што постои на пазарот на трудот, разбираме дека нели самата диплома и самото завршено формално образование не е доволно. Една насока е тоа. Дополнително тоа што нашата генерација се носи некои нови вредности и кога, како што кажа Анелија, кога ќе влеземе на пазарот на трудот, се судираме со вредностите, со вештините на другите генерации пред нас и најчесто тука станува проблемот затоа што нема доволно разбирање, доволен да кажам компромис и флексибилност помеѓу ваквите работи и затоа сметаме дека токму таквите вештини треба да бидат покриени од страна на неформалното образование, затоа што младите, како што кажа Нелија, треба да ни бидат подготвени млади луѓе, меѓутоа за да имате целосно подготвени млади луѓе, мора да се работи со нив. Ние од прилика знаеме кои се тие вештини и нели секако сакаме да ги пренесеме на младите. Како што кажавте, тоа се предприемачките вештини, социјалните вештини, затоа што знаете, младиот човек да го има и целото знаење во себе, ако не знае како тоа да го пренесе, да го употреби во она што го работи, тогаш не може да се дојде до оној мултипликаторски ефект на неговото знаење. Дополнително, доколку не може да, односно не ги поседува конкретните вештини за тоа како да си го најде местото во таквата средина, како да го добие она што го сака, како да застапува за своите ставови, тогаш сето тоа е напразно. Апсолутно треба да се биде самиот поттикнат. Да, апсолутно е потребно и формалното, меѓутоа исто така е толку потребно и неформалното образование. За на крајот сакам да ве прашам како локалните заедници и граѓанскиот сектор можат да создадат подобра поддршка за младинско економско учество. За почеток треба целата заедница да има меѓу себе разбирање колку е важно да се гради локалната заедница. Добро. Колку е важно да живееме, да останеме да живееме во помалите средини, заради тоа што гледаме како брзо оди времето, како Скопје не е веќе доволно за сите, јас би се преселила во нека помала заедница и да се мери потенцијалот, што е најдоброто во нашата заедница, каде има најмногу потенцијал за работа и да се работи на три нивоа, да работат граѓанските организации преку градење на капацитети на младите луѓе и локалната самоуправа да го помага тој процес, односно да даде механизми за поддршка каде што младите би можеле да се изразат, себе да се изразат и да изградат таа економија на влијание на локално ниво. Вашите, ке се надоврзам само со уште прашањето, вашите проекти кои што треба да бидат нели во иднина реализирани ќе подобрат за ќе овозможат подобар квалитет на живот. Па нашата цел секогаш кога зборуваме за нашата работа, секогаш целта ни е фокусот на младите, односно нивната добра состојба и секогаш на прво ниво ни е добра состојбата на младите, така што апсолутно во се што правиме тргнуваме со таа насока и мислам дека да се надоврзаме на претходното прашање кога и општината и граѓанските организации и институциите и младите, па дури би ги спомнала и бизнисите, односно јавниот сектор, кога сите тие ќе тргнуваат со таквата идеја во однос на ваквото действување, тогаш мислам дека може да се постигне она што се сака, односно да се направи погоден екосистем за младите и за политичко и за социјално и за економско учество. И дополнително би сакала да кажам дека клучна во ваквото действување соработката, меѓутоа не само млади и организации или млади и општини и организации, туку помеѓу сите на сите нивоа, доколку се постигне таквиот вид на соработка,
и правилно искористување на ресурсите, за да не действуваат, да кажем, локалните организации во еден правец, локалната самоуправа во друг правец, доколку ваквото действување биде поискоординирано и во насока на соработка, тогаш апсолутно може дури со помали напори и помалку ресурси да се постигне многу посилен импакт. Би сакала само да го кажав тоа и се ќе слушне на би сакала само да додадам дека и ние нашето проектно работење како граѓански сектор цело време го адаптираме со новото време и со потребите на генерациите. Тоа значи дека не сме толку фокусирани како што обично вика дека граѓанскиот сектор само прави семинари и настани, туку буквално им го даваме просторот на младите луѓе сами да ги креираат проектите, затоа што младите луѓе сега сакаат да бидат видени, сакаат да бидат чуени, да им се слушне нивниот глас. Сакаат да им се слушне нивниот глас, така што даваме една платформа каде што ќе можат себе да се изразат, себе да се промовираат и да станат влијателни личности во локалната заедница во која што живеат. Ви посакувам многу успех со проектот, па кога ќе биде реализиран, ве чекам повторно тука да ни кажете како поминало се. Фала ви многу на вас. Почитувани, одиме со уште една кратка пауза. Ова беа Анелија Митрова и Нина Јовановска. Зборувавме за интересни проекти пред се кои што се наменети за младите луѓе, како што и кажав, ги чекам за извесен период кога ќе им биде нивниот проект завршен, да видиме како се тоа поминало. Во студиото за неколку минути треба да ни биде сега и министерот за животна средина.